Синдикатите во земјава не отстапуваат од своето барање за минимална плата од 450 евра. Бараат владата што поскоро да го свика социјоекономскиот совет. Она што до сега беше уште од мај месец како барање од 450 евра да биде минималната плата, мислам дека веќе дури се обезвредни и овој износ што го бараме, така да понатаму мора да бараме мерки соодветни кои што би можеле да го покријат стандардот на граѓаните и на работниците за да имаат еден достоинствен живот и да можат да опстанат овој месец, да можат да не крпат крај со крај. Што ако владата не се согласи на нивното барање? Доколку не се усвои ниедно барање од синдикатот, ние сепак како председателство и со нашето членство ќе разговараме и секако имаме своји механизми кои што ни го возможува Законот за работни односи, статутот на Сојузот на синдикати на Македонија и така да заеднички ќе донесеме став што понатаму со кои чекори ќе настапиме, се со цел да оваа криза на минималната плата и стандардот на граѓаните да го подобриме, бидејќи гледаме дека се повеќе и повеќе цените се качуваат. Во моментов, две минимални плати не ја покриваат основната потрошувачка кошничка која изнесува 61.249 денари. Три минимални плати се потребни за да покријат минималната кошничка. А ни треба една просечна плата која изнесува цирка 40.000 и нешто денари, тоа значи една просечна нето плата исплатена во Република Македонија и една минимална плата ги покрираат трошковите во она што значи минимална кошничка. Доколку работникот или граѓанинот треба да плаќа и кирија, тоа изнесува преку 71.000 денари, тоа значи уште повеќе го оптоварува буџетот на граѓаните, односно и работниците. Македонскиот минималец е меѓу најниските во цела Европа и изнесува 22.567 денари.